Високо признание за македонска писателка од Академијата на Парнас, на Сицилија, во Италија. Разговараме со Кристина Краљичин во продолжение. Добро утро. Добро утро, Јована. Многу ми е мило што од почетокот на мојата книжевна кариера си со мене присутна и што еви денеска имам простор да се обратам кон гледачите на утринската емисија. Кристина, морав искрено малку повеќе да прочитам за Академијата на Парнас и бев воодушевена за всушност каква академија станува збор. Академијата со традиција од 1920 година. И ова признание, многумина верувам дека и не знаат за што станува збор, може и така да го започнеме разговорот, и навистина едно високо признание. Амбасадорка за земјите од Балканот од Академијата на Парнас. Може ли да ни го објасните? Еве, не, за мене јас доволно читав за истото, но да можеме малку повеќе да го доближиме за какво признание станува збор. Вообичаено кога се говори за академија, се смета дека станува збор за образовна институција. Во овој случај академијата е нешто од типот на, за да стане јасно нели на гледачите, на ману кај нас. Значи кога се собираат културни дејци, научни мислители, нешто што имаат големо достигнување во своите кариери, во нивниот животен пат. Така било во времето и во Сицилија. Оваа академија се наоѓа во Италија, меѓутоа во делот на Сицилија, каде што тие мислители од тоа време се собирале и пред се разговарале и споделување мислења, но секако и тие мислења ги споделувале со јавноста за општеството, за тоа каде се движи човекот, каква е неговата мисла, што треба да направи за да биде прогресивен, како да го направиме општеството подобро место за живење. И секако кога имало дадени периоди на пад на моралот, тие интервенирале со доза на хумор. Да не речам исмевање, но со малку хумористична нота давале на она мислење што го имале кон општеството, токму за да го побудат тоа да човекот се води секогаш кон правилната мисла. И тоа го правиле и преку поезија. Токму затоа Академијата на Парнас пред се опфаќа и поети, познати писатели, великани на перото, што мене од особена важност ми е и значење што ја добив оваа титула амбасадорка на оваа академија. Меѓу другото, не е само од 1922 година постоењето, тоа е формалниот назив од како постои. Јас најдов записи кои што се јавно достапни и сега од 1500-тите, значи од 16 век па наваму, како постојано некој од нивните научни мислители, литературни дејци и така натаму имале свој глас во таа академија. И бидејќи реков не е образовна, всушност се работи за собир. Таа немало постојано место каде што се собираат, зборам како институт или како објект, туку тие имале одредени позиции каде што се среќавале. И меѓу другото Парнас значи врв на достигнување во културата и во литературата. Што сметате вие лично, што сметате дека академијата препозна во вас да го добиете ова признание? Како исконтактиравте со нив? Како дојдовте до нив? Јас учествував на конкурс во Италија, јас сум италијанист и италијанскиот јазик го владам, не можам да речам во целост, меѓутоа секако многу добро го познавам. Пишувам на италијански и денеска имаме и оваа книга Ла поезија come entità ideale или поезијата како идеален ентитет со нас, која што имам напишано на италијански јазик. Ова го доживувам како природен резултат на културен и творечки пат. За мене тоа не беше изненадување, бидејќи после континуирана работа, тоа е еден вид на потврда за она што сум го правела во литературата, поезијата, преводите, дека тоа всушност остава трага и дека се препознава. И не е символично. Значи, ова признание не е символично. За мене представува одговорност, присуство и ангажман во еден поширок културен простор. Значи, со таа комуникација во 2023, во 2025, мислам дека сум допрела до тамошниот одбор, кој што одлучил дека
едноставно препознал во мене лик кој што понатаму во иднина ќе дава многу повеќе во литературата и тоа препознавање за мене е од огромно значење. За писателот кој што излегува од рамките на својата држава, сметате дека е културен амбасадор? Да, баш така би можело да се каже. Амбасадорка за култура представува мост. Но тоа не е некоја формална улога. По мене тоа е повеќе активна улога во создавање на простор за диалог, поврзување на литературни и културни традиции и зборување со автентичен глас за оние вредности кои што ги носиме во нас. Имено ова за Македонија е уште еден показател дека македонската литература и македонскиот јазик рамноправно стојат во европски културен контекст. Мислам дека нашата култура има огромен квалитет, континуитет, но и собствена етичка и естетска вертикала. Како ова признание ќе се вклопи во вашето досегашно творештво? Што ќе значи за понатаму? Тоа ми дава, како што спомнав, одговорност, затоа што јас го гледам како поле на културна соработка и поврзување на Балканот, Македонија и Медитеранот во размена на тие културни и литературни традиции. Имено тоа ќе значи и размена на собствен автентичен глас помеѓу сите држави кои што се на Балканот, а секако и Италија, која што е клучен носител на овој конкурс на кој што јас учествував. Ова значи дека по ова признание ќе има можност за нови книжевни, да кажеме, проекти, соработки и така натаму. Веќе нешто имате остварено? Јас имам во мојата агенда, цел ми е да постигнам да направам конкурс кој што ќе биде регионален, значи на регионално ниво, не само за Македонија, секако нашите творци на поезија ќе можат да учествуваат на тој конкурс. Рано е сега да кажувам детали, меѓутоа во фаза на подготовка сум за тоа како треба да изгледа конкурсот и како овие земји кои што се на Балканот ќе можеме повеќе да ги поврземе и да ги анимираме да учествуваат со поетски дела. Зборувавте за македонскиот јазик, за македонската култура. Што би сакале светот да запознае, да разбере за нашата литература преку ова, можам да кажам слободно, нова улога која што ја имате дополнително? Ние сме јас би рекла, во светската рамка Македонија има свое место, има своја позиција. Ова само го доцврстува темелот на кој што Македонија стои. Ваквите дела, ваквите признанија треба да бидат препознаени ке самите нас, да ги почитуваме и цениме луѓето кои што носат признание со себе, бидејќи нешто направиле, биле препознаени во странство, тоа го донеле во собствената држава и сега понатаму ќе гледаат, како во мојот случај, да творат и да создаваат нешто ново. Во време на забрзаност и на површност, поезијата не враќа кон суштината, кон она што значи нашето постоење, што значи човекот. Поезијата всушност ни дава малку повеќе да навлеземе во внатрешниот свет на човекот. Добро, и ова од друга страна па значи поттик за помладите. Што на нив би препорачале, можеби со оглед на вашите планови дека сакате и регионален, да направите регионален конкурс за, можеби тоа на еден начин ќе значи поттик за повеќе млади да се вклучат, ако веќе некој пат е отворен. Убедливо да. Да. Секако дека младите се, нели, младите генерации се нашата иднина. Меѓутоа, овој конкурс ќе биде отворен за сите. Се надевам дека ќе има поттик кај младите, затоа што мојата цел е и да младите секако се анимираат повеќе да читаат поезија. И да творат, меѓутоа и да читаат поезија, бидејќи знаеме дека прозата зафаќа поголем простор
кај читачката публика. Токму затоа мислам дека и во Италија ме препознаа за ова признание, бидејќи јас сум на некој начин поборник кон поезијата. Сакате да кажете дека чувствувате една нова малку поголема одговорност и кон вашите читатели сега? Да, ма јас ја чувствувам одговорноста од самиот почеток на она што го отворам. Добра, да. Постојано, затоа што отворам за да остане во иднина. Не отворам за да биде само за да биде напишано. Не објавувам за да биде само објавено, бидејќи тоа има своја штетност. Во морето на книги и огромен број на дела, тешко е човек да идентификува каде се наоѓа квалитетот, се додека не го фати делото во рака. И малку потешко доаѓа квалитетната литература до читателот, бидејќи едноставно имаме премногу, меѓутоа тоа е природен процес, па затоа ќе дојдеме и до природна селекција. Добро, во вашиот творечки процес добивте уште една нова титула, дополнително. Одговорност, да, можеби од една страна, но од друга страна сатисфакција дека знаете дека сте на вистинскиот пат. Посакувам да го одите со леснотија, да отворате пат и со следни нови признанија се гледаме следен пат. Благодарам многу. Јас би рекла само уште дека културата не е украс во општеството. По мене таа представува темел и воедно поезијата е тивка, но како нејзин дел ги има најчистите сили, најстрајните сили. Имено поезијата не убедува, таа само не потсетува што значи да се биде човек. Благодарам, Кристина. Благодарам за разговорот.